Македонскиот центар за меѓународна соработка уште од 2007 година во партнерство со компаниите Сокотап и Филип Морис Интернешнл ја започна програмата за реновирање на основни училишта во Република Македонија. Ова е практично трет проект кој се реализира во општина Василево, со тоа што ова година општината заедно со раководството на основното училиште аплицираше до МЦМС и до Сокотап и после направената селекција се донесе одлука едно од трите училишта кои ќе бидат поддржани оваа година да биде точно ова подрачно училиште Гоце Делчев во село Радичево. Колкава е финансиската конструкција која што ќе биде инвестирана овде и што се опфаќа тој проект? Вкупната вредност за реализација на проектот е околу 26.500 евра, а опфаќа комплетна реконструкција, односно промена на кровната конструкција, што значи претходно имавме кров кој пропушташе вода, изведен од стари дотраени азбест цементни плочи, така што сега имаме комплетно нов кров, имаме нова изолација, нова громобранска инсталација, што значи дека очекуваме долгорочно проблемот со прокиснувањето и со стариот материјал да се надмине. Меѓутоа исто така проектот опфаќа комплетна замена на сите прозорци и сите врати во основното училиште. Сега ќе имаме нови квалитетни ПВЦ прозори од ЕУ потекло и нови квалитетни алуминиумски врати во самото училиште. На наше задоволство, долгогодишната соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка еве и годинава води со плод. Значи, на повикот кој беше објавен од страна на Меѓународниот центар за меѓународна соработка, преку инвеститорите Сокотап и Филип Морис успеавме да реконструираме уште едно училиште овде во општина Василево во населеното место Радичево. Значи целата реконструкција се состои во промена на кровната конструкција и целосна промена на врати и прозорци, што значи ќе постигнеме и енергетска ефикасност во самото училиште. Општина Василево и во изминатиот период вложуваше многу во процесот на образованието и сите училишта во општина Василево наша тенденција е да ги обновиме и да овозможиме што подобри услови за младата популација, односно за учениците како би имале здрава психофизичка генерација за општина Василево во понатамошниот период. Значи дека со ова дополнителна инвестиција овде во оваа училишна зграда ќе бидат подобрени условите за настава? Секако дека условите во оваа училиште ќе бидат подобрени, земајќи во обзир фактот дека долги години овде во оваа училиште нема преземано никакви мерки за реконструкција, а се надевам оваа фаза откако ќе заврши, општина Василево ќе смогне сили во втората фаза да биде реконструирана и подната површина, односно промена на самиот паркет и вградување на систем за топловодно грејење како би го заокружиле целиот проект кој ни беше планиран овде за населеното место Радичево, а се надевам дека во иднина и сите училишта за кои веќе општина Василево има изработено проектни документации, нашата тенденција е да спроведеме топловодно грејење во сите училишта во општина Василево, така да стариот систем на затоплување би го отфрлиле од сите училишта.